поздравувам сите и ви благодарам што вечерва сте со мене. Поголемиот дел се атлетски спортски работници, има и љубеници во атлетиката и штета е што немаја вечерава можност да дојдат сите и заради ограниченоста на салата и заради ова што сега ни се случува со пандемијата. Атлетиката е многу стар спорт, исто како и многу други спортови. Во 1964 година почна изборот на најдобрите спортисти на Битола. Манифестација што ја организира Сојузот на спортови, а која трае и до денес. Ако се прелиста книгата, најдобри меѓу најдобрите, јасно ќе се види дека на атлетиката и покрај големите резултати не е придавано потребното значење. Имено од 1964 до 2014 година најмногу спортисти, најдобри спортисти на Битола даде ракомет 10. Меѓутоа само со 2 спортиста заостанува атлетиката. Тројца-четворица спортисти од атлетиката, освен тоа што се најдобри спортисти на Битола, се добитници на 4 ноемвриската награда. Со атлетика се занимавале уште бројни други имиња кои што оставиле и силен трак и силен печаток во градот. Го пренесува името и славата на Битола не само низ Република Македонија, туку и пошироко на просторите на поранешна Југославија и на балканските простори. Морам да истакнам дека после 2-годишно работење на книгата, во една прилика телефонски ми се јави Стефче Георгиевски, големиот атлетски јас, големиот човек по душа, влюбеник во атлетиката, влюбеник во својот град и во својата држава. Ме праша докаде сум со пишувањето на книга. Реков, книгата е готова, меѓутоа тешко се наоѓаат пари, средства за да излезе од печат. Стефче Георгиевски, кога му кажа колку пари се потребни, само за 3 дена преку своји луѓе ми ги испрати пари. Така што, ако не беше Стефче, никогаш нема да го заборавам, а го паметам и знам може добро, бидејќи кога тој беше активен во атлетиката, јас бев председател на Редесија по Олимпија, во тоа време и беше и Вера Велјановска. Нема да му заборавам заради тоа што еве човек ќе се труди, ќе создава, ќе се мачи, меѓутоа тешко во овие денешни времења се најдуваат пари да се отпечатат сите трудови. Но се надевам дека ќе дојдат подобри времења и дека за брзо време од печат ќе излезат уште 5-6 други мои книги од областа на спортот. Атлетиката, како што реков, има големи успеси во Битола, има голем интерес за неа, меѓутоа не е поддржувана така како што треба. Уште од моје време, од времето на Вера Велјановска, од времето на основачот на атлетскиот клуб Олимпија Васко Вангелов, кој што подоцна го замени неговиот брат Илија Чукалков, за жал не го гледам вечерва тука, може да се прече да... Неговите се извинува. Пошто остана 20 на години во атлетиката и создаде невидени атлетски асови. Еден од ретките во Битола, кој што повеќе од 20 на години беше начело на атлетиката и беше еден од ретките кој што сето тоа го правеше само од љубов, без никакви материјални надоместоци и надокнадоци. Такви луѓе ретко се наоѓаат во спортот.